Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Владени вести, добар ден. Вкупно 22 пожари на отворен простор се регистрирани сутринава до 7 часот и 30 минути. Од кои активни нема, под контрола нема, а сите 22 се изгаснати, соопшти Центарот за управување со кризи. Инаку по 3 дена непрекината макотрп не пожртвува на работа пожарот во село Раец целосно изгаснат. Заедно покажавме дека кога сме обединети можеме да се справиме и со најголемите предизвици, објави синоќа градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев на својот Facebook профил. Во овие исклучително тешки моменти, вели во објавата, уште еднаш се потврди силата и солидарноста и несебичната посветеност на сите служби и поединци кои дененок не одбеа на терен во борба со огнената стихија. Упатуваме искрена и огромна благодарност до територијалните противпожарни единици на Кавадарци, Неготино, Јавното предпријатие Комуналец Кавадарци, ДСЗ и ЦУК, Општата болница Кавадарци, Шумското стопанство Бор, Министерството за внатрешни работи, Армијата на Република Македонија, ОВР Кавадарци, Гранична полиција Југ и доброволните пожарникарски друштва, како и сите доброволци кои од жителите Раец и село Дреново, кои на различни начини помагаа во справувањето со пожарот. Вашата храброст, пожртвуваност и несебична поддршка беа од непроценливо значење за успешно надминување на оваа сериозна состојба, напиша Јанчев. При тоа изрази благодарност до сите што дадоа свој придонес во гаснењето на пожарот. Андреј Жерновски, член на извршниот одбор на СДСМ и секретар за меѓународна соработка, одржа пресконференција на која истакна. Се подготвува терен за прифаќање на францускиот предлог. Наши информации од Брисел зборуваат дека владата на Мицкоски тоа веќе го договорила. И тоа се јасни сигнали кои што пристигнале и од Брисел, и од Берлин, и од Париз. Исцрпени се буквално сите обиди и лаги кои што претходно се обидуваа луѓето од владата да не ги продадат. Се сеќавате, се започна со некакво одложено действие, па потоа со специјални услови, па потоа дека ќе имаме за нас некакви посебни договори и така натаму. Па најновото што го слушнавме од Мицкоски дека ќе сме влегле во Европската унија, ама без право на глас. Сето тоа падна во вода и веќе нема простор за нови импровизации. Денешната пресконференција на СДСМ е уште еден обид за создавање хистерија и дезинформирање на јавноста, наместо да понесе одговорност и да се извини за штетата што ја нанесе врз националните и надворешно политичките позиции на државата. СДСМ повторно пласира груби, невистини и конструкции. Тврдењата за постоење таен договор и тајни преговори се само уште една во низата измислици што СДСМ и ги пласира на јавноста, се вели во реакцијата на Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Факт е дека институциите редовно комуницираат со земјите членки на Европската унија, со европските институции, со Бугарија и со други меѓународни партнери. Овие разговори се водат транспарентно, а позицијата на владата е јасна и повеќе пати јавно потврдена. Нема отстапки од националните интереси, идентитетот, јазикот и историјата. Полноправното членство во Европската унија останува стратешка определба и крајна цел на оваа влада. Токму тука е суштинската разлика меѓу оваа влада и СДСМ. Во минатото, договори и компромиси се прифаќаат далеко од очите на јавноста и на штета на националните позиции. Денес надворешната политика се води одговорно, принципиелно и во согласност со националните интереси и волјата на граѓаните. Транспарентноста и доследната заштита на националните интереси се клучна разлика меѓу оваа и претходната влада, се вели во реакцијата. Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини континуирано ја следи состојбата во регионот и Европа, како и домашните хидролошки показатели. Според расположливите податоци, состојбата во Македонија е стабилна и во моментов не постојат индикации дека ниските водостои во Европа представуваат ризик за сигурноста на домашното производство на електрична енергија. Министерството, заедно со АДСМ и АДМЕПСУ и останатите надлежни институции, додаваат
Додава дека редовно ги следат хидролошките параметри и расположиви резерви и прогнози со цел навремено да се преземат сите потребни мерки доколку условите се променат. Царинската управа во јули оствари историски највисока месечна наплата на приходи од 14,14 милиарди денари, или што е 1,5 милиарди денари или 11% повеќе од јули минатата година. Кумулативно од почетокот на годината, заклучно со јули, Царинската управа оствари вкупни приходи од вкупно 80,5 милиарди денари или 1,3 милиарди евра, што е за 87,6 милиони евра повеќе од истиот период минатата година. Директорот на Царинската управа Вован Николовски вели: најзначениот аспект на фактот што по четврти пат во последните 2 години ги надминуваме рекордите во наплатата на приходи на историско ниво, почнувајќи од над 12 милиарди денари во јули минатата година и сега над 14 милиарди денари, е самата бројка, туку трендот што го отсликува. Ова е доказ дека успесите не се изолирани случаи, туку резултат на ефикасноста на системот што го градиме во изминативе 2 години. Ваквиот систем ни овозможува да генерираме повисоки приходи и да испорачаме подобри услови за живот на граѓаните. Нашата цел е јасна: градиме систем со кој безбедноста и полнењето на буџетот не ја кочат економијата, туку се одвиваат паралелно преку модернизација и таргетирање на ризикот. Продолжуваме да градиме модерна, ефикасна и професионална царинска управа, која во континуитет испорачува резултати и придонесува за посилна економија, истакна Николовски. Охрид и Охридскиот регион постојано се надградуваат како атрактивна туристичка дестинација. Бројот на туристи е постојано во пораст, а најчесто тие остануваат од 3 до 7 дена, а како конекција за Охрид го користат авионскиот превоз. Зголемениот број туристи се должи и на новите авиолинии, кои од јануари годинава се во постојан раст. Новите авиолинии го зголемија бројот на туристи во Охрид. Во текот на јули Охридскиот аеродром бележи раст од 41% во споредба со истиот месец минатата година и реализирани 443 летови, односно 34,65% повеќе отколку во јули 2025. Градот станува атрактивна дестинација. Хотелерите задоволни од исполнетоста велат дека со добра понуда може да се биде конкурентен на пазарот. Треба да има понуда за да бидеме интересни на пазарот, треба да направиме нова стратегија, нов маркетинг, како би излегле во тие светски рамки, како да се запишеме во тие повисоки како да котираме повисоко на листите за подобри дестинации, и само така би можеле да бараме една повисока класа на гости, ама и за нив треба да имаме и понуди. Гостите кои одмараат во главниот туристички центар најчесто остануваат од 3 до 7 дена во хотелските капацитети. Најчесто се 7 дена, некои остануваат повеќе. Може да се каже дека нашите гости се некаде по 3-4 до 5 дена, значи домашните гости. Турските гости се, како што знаеме, една или максимум 2 вечери на едно место. Инаку во период од јануари до јули преку Охридскиот аеродром патувале околу 24% патници повеќе во споредба со истиот период минатата година и биле реализирани 1350 летови, што представува раст на авионскиот сообраќај од 28,69%. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Славните натркања во овој период се соочуваат со проблеми со водоснабдувањето. Честите прекини се должат на фактот што пумпата останува во дефект, а според нив единственото решение е замена на постојната пумпа со нова. Од општината Кочани проблемот го лоцираат во самите жители на ова село, кои водата ја користат и за наводнување. Жителите на Кочанското село Тркање веќе 2 недели секојдневно се соочуваат со прекини во водоснабдувањето. Велат дека без вода остануваат по 1 до 2 часа дневно, а кога повторно ќе потече од чешмите, таа е матна и нечиста. Поради тоа стравуваат од оштетување на апаратите во домаќинствата, но и од можни здравствени ризици. Дополнително реагираат дека и кога низ водоводната мрежа поминува само воздух, водомерите продолжуваат да регистрираат потрошувачка. Па секој ден
однемува по саат до 2. Водата е долу заматена гадна кога дојде. Па ќе се расипат педални бојлери, а веќе сите на чешмите се сите расипани, гумичките течат. Многу после воздух искарува севките, тоа се си врте на саато и ќе плакиме воздух. Причината за честите прекини според нив е дефект на пумпата кој ја пренесува водата од фабриката за вода до резервоарот во Тркање. Тие сметаат дека единствено трајно решение е нејзина замена, бидејќи како што велат, постојано откажува и го остава селото без вода. Да се санират проблема да си купат нова помпа, пошто таа е при крај дотрајана и се исклучува нон-стоп. И резервоарот останува празен. На обвинувањата остро реагираше градоначалникот на Кочани, кој во консултации со раководството на јавното комунално предпријатие Водовод проблемот го лоцираат кај самите жители, кои наместо чистата преработена вода од водоводниот систем да ја користат за пиење и лична хигиена, ја злоупотребуваат за наводнување. Да ја користиме за наводнување на тревници, на бавчи, на градинарски култури, мислам дека е себично од таа страна, а не е солидарно кон другите. Во системот водоводен во Кочани постојат неколку нива, имаме ниска зона, средна, висока зона и претпоставувам дека во случајот кога се полнат резервоарите за висока зона, можеби и дел од ниска зона да има помал притисок или да нема вода, но тоа е се со цел да се сите граѓани на општина Кочани обслужат со таа вода што им е неопходно потребна. Грозданов додаде дека спротивно на тврдењата на дел од жителите, нема дефект на пумпата што го снабдува системот со вода за пиење. За Сител, Трајан Ристовски. По продолжение